Јас сум тука на покана на Македонски олимписки комитет како гостин. Едноставно како спортист и како, ајде да кажам, член на најголемата политичка партија во Македонија морам да бидам дел од овој избор на нов председател на МОК, затоа што зависи иднината на спортот од овој избор. Мислам дека јас тоа што имам да кажав дека и двата кандидати се едноставно недостојни и не се она што и треба на Македонија како држава и на спортот во целина. Од овие два кандидати едноставно немаат нити капацитет, нити морален кредибилитет, уште помалку било каков друг да водат на институција кој што е Македонски олимписки комитет. Едноставно јас сум тука да од блиску ги следам сите оние работи што ќе се случуваат, да видам што ќе се случува, како ќе се случува, кои федерации ќе гласаат за спортот, а кои ќе гласаат за криминалот и за ова што ќе се случува вечера тука. Ние сме против како спортисти пред се сме против ово одржување против одржување на ово собрание и ќе повторам уште еднаш, значи на Македонија не изначат нити Даниел Димевски, нити Војнеска како спортисти, не значат на ова општество ништо. Мислам дека нити интелектуално, нити спортски, нити па менаџерски може да управуваат со оваа најголема институција спортска во Македонија. Едноставно од наша гледна точка или од моја гледна точка ова е еден момент кај што треба да застанеме сите заедно без разлика на политика, без разлика на се. Едноставно во овој избор не сме и не треба да има политика и јас сум тука едноставно да се уверам дали тоа ќе биде така и да уште еднаш да упатам апел и до сите федерации кои што ќе гласаат и до сите оние кои што имаат право на глас, едноставно да обратат внимание, затоа што внимателно ќе ги следиме сите оние работи. Имаме доволно докази и за двајцата кандидати за понатаму да бидат и кривично гонети и можам уште еднаш само да повторам и да го искажам мојот став по ова прашање дека може по било кое прашање, во било кое време, кога и да дојде до промена на власта, јас сум тука без разлика, верувајте дека спортот ми е на прво место, мене не интересираат никакви политички функции, ништо буквално не ме интересира освен спортот и сум тука да едноставно пробам со својата да ја кажеме независност на било каков начин да помогна спортот да ја поставиме на прави патеки и да спортот го држиме единствено на спортот и подалеку од политиката. Ве поканија после вашето излагање кога имавте став и коментар или пред тоа? Да, ме поканија од кога имав својот став на покана од Македонски олимписки комитет и председателот. Се уште актуелен и се надам дека така ќе остане. Мислам дека Македонија мора да најде подобро решение од овие двајца кандидати. Ние не протежираме никого, меѓутоа сме против овие двајца кандидати и Македонски олимписки комитет заслужува многу поквалитетен кандидат кој што ќе биде прифатен од целото општество во Македонија, затоа што не се работи за спорт. Македонски олимписки комитет е една институција која што е непартиска, непрофитабилна и мислам дека треба сите да застанем против ова зло кој што се му случува на спорт. Уште едно кратко прашање имам. Спомнавте дека имате докази за двајцата кандидати и дека сте тука да видите дали ќе помине све како што треба. Тоа значи дека веќе има фаворит тука. Па не знам, не можам. Треба и не треба. Не сум уклучен на ниту еден начин нити во гласањето, нити сакам да бидам уклучен. Јас морам да кажам дека изминатив период, овие неколку денови после моето излагање добив и неколку непристојни понуди за функции во идниот некој си Македонски олимписки комитет. Добив и некои си закани од некои луѓе кои што се представува во нечие име, не е важно. Меѓутоа на сите треба едно да им е јасно, ја утнале адресата на упатување, не закани на понуди за било какво уживање во било какви функции. Јас сум едноставно спортист, независен буквално од ништо. Фала му на Бога, својата иднина си обезбедив надвор од Македонија и сум тука само да помогам. Кратко за доказите, спомнавте дека имате двајцата кога ќе дое време имаме. За едниот кандидат е веќе покрената кривична пријава од јавното обвинителство и тоа си тече. За другиот кандидат имаме многу докази кои што треба да ги доставиме до обвинителството и чекаме да се јават за 7 дена. Пред 4-5 дена објавивме, се уште никој не се јави по допрен глас, така да тоа е тоа. Чекаме доколку се јават, ние ќе дадеме сите работи кои што ги имаме на располагање и стојам на како што кажам, на располагање на све
Јас сум човек кој што 15 години сум професионален спортист и нема дозволам на било кој начин да биде деградирано моето име и ќе стојам цврсто на моите ставови и тоа се ставовите на спортот генерално Македонија. Може ли само Фала. кратко Ајде. за целата работа со изолацијата и со Вардар? Ајде. Да кажете, пошто се појави информацијата, си да идете во 10 дни. Не, таква информација, мислам, таква се појави во медиумите, меѓутоа се уште не можете нас не обавестија дека ќе ни се јават од Центар за јавно здравство или како и да се вика таа институција која обавестува и ние чекаме се додека не ми се јават да ни кажат кога, кои се условите, јас не можам да видам во изолација, нормално чекам да ги видам, не ги знам нити законите нити ништо.